Добар ден на сите. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на Општина Битола за 8.7.2025 година, вторник во 10 часот, со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за животна средина за 2025 година. Ве молам да се образложи точката. Благодарам. Добар ден на сите. Предмет на изменување и дополнување е програмата за животна средина за 2025 година, при што измените се однесуваат на два дела. Едниот се однесува на поглавието под број 2, управување со отпад, ставовите 2 и 3, изработка на катастар на отпад и негово ажурирање, и став 2.4, редизајнирање на постоечки простори за одлагање и селекција на отпад и се извинувам. Се бришат и се додава нов став: поставување на подземни садови за комунален отпад. Во табеларниот приказ преглед на потребни финансиски средства согласно планираната програма во точка 2 и точка 6 се планираат 2,5 милиони денари, програма R1 426 990. Во поглавието 2, управување со отпад, став 2.2, субвенционирање на зелени поени со пакомак, поставување на вендинг машини, согласно подпишан договор со фирмата Пакомак, наместо планираните 300.000 денари во табеларниот приказ под точка број 3 се врши зголемување на средствата на 1.300.000 денари, согласно програмата R1 464 990. Доколку имате прашања? Благодарам. Повелете советниците, поставувајте прашања, кој сака? Повели Корлевски. Се извинувам, за овие подземните контейнери, согласно сумата, колку ќе бидат на број? Знаете? Значи, истражување на пазарот направи ЈП Комуналец и согласно информациите кажано е дека сетот од 3 садови чини некаде околу 800.000 денари и согласно таја предвидена сума се планира поставување на 3 сета, односно на 3 локации во централното градско подрачје од овој тип на подземни контейнери, мислам дека идентични на тие претходно поставените. А овие со Пакомак што се вендинг машините ќе бидат исто поставени на повеќе локации, се планира нешто? Да, значи договорот со Пакомак се работи за континуитет, е подпишан во 2024 година и ние во текот на 2024 исплаќавме. Не знам дали се сеќавате, во нашиот предлог на буџетот, согласно програмата, ние, имајќи го искуството од претходната година, имавме повисока сума од 1 милион денари планирано, меѓутоа со одлука на Совет сумата беше намалена и оставени беа 300.000 денари, меѓутоа се утврди дека интересот на граѓаните за добивање на тие зелени поени е доста голем и од тие причини веќе средствата се истрошени и потребно е за да се продолжи активноста да обезбедиме дополнителни средства, согласно договор, мислам 0,5 денари за пластично шише е сумата, да можат во континуитет да се исплаќаат. Баш разговарахме, меѓутоа, добро се, тоа е може прашање за Комуналец, целта е тие вендинг машините кои веќе ги набавуваме, значи ги набавуваме или му даваме само? Не, вендинг машините ги набавува Пакомак, тие ги поставуваат, а ние согласно договор подпишан, усвоен тука на Совет и подпишан од градоначалникот, општината има превземено обврска да ги исплаќа тие зелените поени на граѓаните. Целта ми беше
зашто не би ги купиле ние и комуналец да ги одржува и да останат во собственост на општина Битола наместо да ги Тоа даваме? е веќе некоја посериозна конструкција, може, меѓутоа мислам дека праксата секаде е ваква. Добро. Благодарам, Корлевски. Дали некој друг советник сака да постави прашање? Бидејќи нема, преминуваме на гласање за точка број 1, Програма за измена и дополнување на програмата за животна средина за 2025 година. Кој е за да крени рака? 2 за, воздржан? 1 воздржан, против нема. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја прогласувам комисијата за затворена. Ви благодарам.